Петта најниска инфлација има Македонија во Европа. Цените во маркетите како и инфлацијското движење се следат на дневно ниво, изјави премиерот Христијан Мицковски, потенцирајќи дека владата успешно се справува со актуелните предизвици. Но она кое што можам сега да го кажам, а врз основа на моментално расположивите податоци кои што ги имаме, и од Евростат, и од нашиот Државен завод за статистика, е дека на месечно ниво, февруари спрема март, инфлацијата е 0,7% и е пета најниска во Европа позади Белгија, Естонија, Словенија и Словачка. Со сиот ризик дека повторно од одредени структури ќе бидам нападнат, но тоа се факти, тоа се бројките. Сите останати земји на месечно ниво имаат инфлација над 1%, а има и такви, а не се малку, кои што се над 2%, таков е да речеме примерот со нашиот јужен и со нашиот западен сосед. Во однос на светската енергетска криза, Мицковски нагласи дека државата долгорочно е подготвена и дека ограничувања нема да има. Ние имаме доволни количини на дизел горива и на останати нафта и нафтени производи. И во цевководот кој што го пуштивме на почетокот на годината, кој што ја поврзува рафинерија Окта со Солунското пристаниште, но и во државните резерви. Немаме до сега најава за било какви попречувања во делот на снабдувањето, не планираме да воведеме ограничувања. На тој начин ги помагаме и нашите соседи, бидејќи неколку аеродроми од соседството добиваат керозин од кај нас. Така што и тука не планираме да воведеме ограничувања за износ. За вторник е закажана владина седница на која Министерството за економија и труд ќе приложи детален извештај за состојбата со инфлацијата, пошто Мицковски најави попрецизни податоци за цените во февруари споредени со мартовските.